Брзи предвремени парламентарни избори за спас на агонијата во која се наоѓа Македонија, се освен предвремено изборно соочување носи државата се поблиску до дното. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски порачува дека по погрешните политики во однос на спорот со Бугарија, неуспехот да ги протрука своите уставни измени, катастрофалната економска и енергетска политика, власта мора да биде казнета, а единствениот начин се изборите. Па затоа што секое друго решение значи продолжување на агонијата. Затоа што секое друго решение значи дека немаме план. Затоа што секое друго решение значи повеќе криминал, повеќе корупција, послабо здравство, поголема катастрофа во образованието, послаба економија, повисока инфлација. И затоа ние велиме потребни се предвремени избори за да престане Македонија и граѓаните да губат, за да може Македонија и граѓаните да почнат да добиваат, и затоа велиме ајде на брзи предвремени парламентарни избори. Според шефот на опозицијата, доказ за лошите и катастрофални политики на власта е изборот на новиот шеф на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, Ислам Абази. Според него тоа е доказ дека власта сака да ја партизира секоја пора во општеството, порачувајќи дека по промената на власта, правосудството ќе биде ослободено од партиско-политичките стеги. Па јавна тајна е дека и тоа представува уште еден партиско-политички договор во власта. Само исто така е јавна тајна дека таму имало две струи, едните за едниот, другите за другиот, па победило вој и така натаму. Продолжува партизацијата, затоа следната анкета нема да биде довербата во судството и обвинителството 8%, ќе биде 1 или 2 или 3%. Предпоставувам тоа се овие неколку фамилии кои што се денеска во власта, ги од ДУИ и од СДСМ. Мицкоски порача дека е потребно веднаш да почне со примена новиот закон за здруженија, потенцирајќи дека клубот Цар Борис III во Охрид треба уште утре да биде затворен. Околу планот на власта да го испрати овој закон до Венецијанската комисија, вели нивното мислење добре дојдено, а добро би било таквата пракса да продолжи и во иднина со други закони.